Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во Гласот на народот. Денес го чествуваме свети апостол Лука и евангелист. Поточно, кој е апостол Лука? Роден е во Антиохија, во својата младост добро е изучил грчката филозофија, медицината и живописот. Во времето на дејноста на Господ Исус Христ на земјата, свети Лука дошол во Јерусалим, каде што се сретнал со Спасителот, лице в лице, ја слушал неговата спасоносна наука и бил сведок на чудните негови дела. Што е тоа што е многу битно за апостол Лука, почитувани? Во сите оригинални преводи на светата книга, Библијата, во делот на делата на светите апостоли на евангелистот Лука, а во врска со 14 писма на апостол Павле, Лука во 16:9 вели, преку ноќта имаше Павле видение, стоеше пред него еден човек македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни. Лука 27:2 се качивме на една адрамитска ладја и се отиснавме сакајќи да пловиме покрај азиските места. Со нас беше македонец од Сол. За многу години. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, беше и предизвик ми е што ве поздравив со ова прекрасна информација во слава и чест на еден од многуте важни апостоли. Бидејќи сите се важни за сите нас православни христијани и воопшто во христијанството за христијаните, но апостол Лука е тој што 36 пати ја го спомна името Македонија. Тоа е и порака до сите нас. Само сакам уште ова, а верувам дека режијата го има, и тој еден прекрасен пост што јас го имав на мојот Facebook, а се работи за неговата екселенција упокоениот Лоренс Игелбергер, кој беше и ќе остане запаметен секогаш во Македонија. Господин Трифон Костовски на својот пост, кој ми го испрати, и јас со почит се го емитувам, тоа е Лоренс Игелбергер, поранешен генерален секретар, тоест државен секретар на САД и почесен граѓанин на град Скопје. Титула која му ја доделив за време на мојот мандат како градоначелник на град Скопје. Тој за македонската телевизија, поточно емисијата Гласот на народот или Отворено со народот, тогаш ви ја наставив, вели, ако Македонија и македонците останат, ја ќе парафразирам, ако Македонија реши да го задржи уставното име, нема сила која може да ја присили на промена. Да. Добро вечер и добро дојде на Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер, добро ве најдов. Да ја искористам последната реченица од вашиот вовед, изјавата на Лоренс Игелбергер. Истото важи и за софиските врховисти во Македонија. Етнички бугари во Македонија нема и затоа не за уставни измени за впишување на софиски врховисти, односно колаборационисти, како етнички бугари во преамбулата и членовите 49 и 78 од Уставот на државата Македонија. Во секој случај, ви ја честитам работата на оваа телевизија. Благодарам. И секако реанимацијата на емисијата Гласот на народот со вас како неизин автор и водител. 23 години заедно, да бидам искрен, многу емисии реализиравме со вас.
За многу актуелни теми во важни моменти. И најсензитивните моменти за македонската посебност, за македонското име, македонскиот идентитет и јазик, кој навистина Тодор малце ќе ми дозволиш и јас задржувам мислата на почетокот да им го честитам денешниот празник на сите оние кои го слават светиот апостол Лука и сите кои го носат неговото име. За многу години Господин даде здравје и живот. Амин. Темата насловиме македонски евроинтеграцијски искушенија. Низ кои искушенија минуваме со оглед дека вчера не посети првиот човек на Европската комисија, што јас не би рекол дека еден прв човек така би требало да се однесува и покрај тој така за мене неприроден и непоимлив протокол дека јас се среќавам кај да одам, парафраза, со председателот и премиерот, заборавајќи дека, како што спомнав, власта е на истата медајна каде што е и опозицијата. Па, председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не дојде на утринско кафе кај премиерот или на закуска кај председателот на државата, туку дојде за да ги придвижи евроинтеграцијските процеси. А нема друго решение за тоа, освен гласот на опозицијата. И во такви услови да ја занемарите или запоставите, во политиката некојаш, секогаш велиме, ништо не е случајно, ако е тогаш е доста добро организирано. Да ја запостави позицијата на лидерот на опозицијата за да изнуди глас во собранието за уставните измени, за мене е крајно неодговорно однесување. Меѓутоа, што се однесува до темата на емисијата, не постои искушение кај народот. Искушението и соблазнението е кај власта, затоа што тие ја суспендира слободно изразената волја на народот, односно граѓаните. Да не заборавиме дека тоа го пишува и во членот 1 од Уставот на државата Македонија. Суверенитетот на државата е неделив, неотугив и непренослив, произлегува од граѓаните и ним им припаѓа, а тие власта ја остваруваат преку демократски избрани представници по пат на референдум. За да биде уште појасно, со устав и закон не се менува одлука на референдум, со подзаконски акт не се менува устав и закон, со одлука на референдум се менува устав, закон и подзаконски акт. Собранието и владата се должни да ја спроведат одлуката на референдумот. Независно од решението на собранието за референдум, дали ќе одлучуваат граѓаните на задолжителен или консултативен, на предходен и дополнителен, одлуката важи за сите. И сите пред институциите на власта се должни да ја спроведат. И во тој контекст, оно што пред малку го кажав, не постои искушение кај народот, туку постои соблазна кај власта да ја суспендира одлуката на референдумот. И да се подсетиме, народот и граѓаните во оваа држава одлучија на два референдуми, и тоа на 8 септември 1991 година, кога 4/5 од купниот број запишани избирачи македонци пороти државјанство гласа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите. Исто така да не заборавиме и одлуката на референдумот од 30 септември 2018 година. На референдумот од 30 септември 2018 година 2/3 од вкупниот број запишани избирачи, македонци пороти државјанство, не гласа за членство во Европската Унија и НАТО и не го прифатија договорот
Димитров Кодзијас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Меѓутоа, за жал, ниту владата, ниту опозицијата не ја почитуваат одлуката на референдумот. Сите се за ЕУ и за НАТО. И затоа кај нив е искушението и соблазноста да се доведат во искушение да ја турка државата во сојузи, зашто не постои одлука во народот, во македонскиот народ и граѓаните, кај македонците, пород и државенство. Точно да бидам искрен, беше во првиот парламентарен состав. Да, јас бев практично еден од авторите на референдумското прашање, за да ја расчистиме дилемата дали Македонија ќе остане суверена и самостојна држава или ќе биде дел од редуцираната федерација помеѓу Србија и Црна Гора. 4+2 платформата Изетбеговиќ-Глигоров. Изетбеговиќ-Глигоров платформата беше асиметрична федерација 2+2+2 и тоа во време кога Словенија и Хрватска излегоа, а Глигоров и Изетбеговиќ, председателите на Македонија и на Босна и Херцеговина, се бореа Југославија да остане. И затоа светот ни се чудеше што бара власта во Македонија, сувереност или сојуз со Србија и Црна Гора. И мислам дека тие дилеми ги расчистивме на време. Референдумското прашање беше во апсолутно мнозинство, со 4/5 од вкупниот број запишани избирачи, македонци, пород и државенство, а прашањето за да некои ги подсетиме забораваат или намерно манипулираат, гласеше, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија. Завршен цитат, без додавки, без придавки. Да, имаше и втор дел од реченицата, после запирката, дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, запирка со право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија. Собранието го прифати мојот амандман за да ја расчистиме дилемата дали ќе ги нотираме сите републики од таа Југославија или некои, за да ја избегнеме можноста тогаш ПДП наместо 6 да лицитира со 8, бидејќи ќе преодицира државност, сувереност, самостојност на Косово, беше нели дел од Република Србија. А собранието го прифати мојот амандман, наместо да гласи со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. Суверени е неопределен број, во македонскиот јазик имаме членувана форма на зборовите, за да ја прецизираме содржината и иднината на таа Југославија. Собранието го прифати мојот амандман единствен, наместо зборот суверени да стои зборот суверените, и практично образложението беше доколку и една република ја напушти Југославија, Македонија нема да остане во редуцирана или асиметрична федерација. Да бидеме искрени, се е окей што збориш, меѓутоа ако гледаме таа дистанца и сега, па подобро да бевме у таа Југославија, каде што македонскиот народ беше респектиран, јазик, идентитет, не на ваков начин на кој се менаџира со политика во Македонија. Уште со ова, 90-та или 4-та, донесовте резолуција дека Македонија мора да биде интегрирана во евроатлантските системи. 1994 година, последната година од мандатот. Со акламација, со секој случај тоа беше. Собранието донесе одлука за членство во НАТО алијансата. Во НАТО алијансата. Меѓутоа таа беше одлука тогаш за тогаш. Светот се промени. Светот денес не функционира на униполарна основа, туку на мултиполарна основа. Светот денес се гради на мултиполарни основи и Македонија мора да ја прилагоди својата надворешна политика на актуелната геополитичка карта на светот. Американскиот унилатерализам и европскиот центризам се трајно минато свршено време.
Светот повеќе не го трпи диктатот на американскиот полицаец кој регулира односи и состојби. Денес се бара реформа и на Организацијата на Обединетите нации, реформа на Советот за безбедност. Колку Македонија во вакви политички амбиент, во ваква констелација на сили, може да направи модификација. И Велика Британија беше членка на Европската унија, основач. Меѓутоа, избирачкото тело гласаше, Велика Британија напушти Европската унија. Македонија во ваква ситуација е кадарна да не се мериме со Британија и за Брекзитот, како што се слушам со некои британци вели погрешиме. Но ајде да се вратиме на македонската ситуација. Имаме факт дека политиката и менеджирањето на политиката во Македонија во овие изминати години е тотално девастирачка или најапокалиптична од кога и да е. Тоа е факт, одговорат и анкетите на граѓанството, кои ја режијата би ја замолил да ако може само да за подсетување што вели народот и како се однесува народот во ваквата политичка ситуација во која се наоѓа Македонија, имајќи факт дека народот рече не на ова политичка ујдурма, односно ваквата манипулација која ја диктираат, ја прават наметнатата или хибридната власт во Република Македонија. Но прашањето, да, ова се резултатите само за ваше подсетување, почитувани, имавте можност во изминатите 36-48 часа колку му доаѓа, да видите каква е ситуацијата моментално во Македонија, дека народот сака промени, сака избори. Од друга ситуација, за која партија би гласале доколку следната недела би имале парламентарни избори, евидентно е дека актуелната опозиција, предводена од Христијан Мицовски, и текако, што еден од политикантите го употребува, јас не случајно намерно го спомнувам, гази напред со тоа што го слуша ставот и гласот на народот, дека Македонија мора да дојде до промени, но да не се повторат како и претходните политички случувања. Промени во кои, да бидам искрен, Тодор, че се согласиш со мене, народот е заморен и повеќе не толерира секакви импровизации и политичари со лукративна цел и пободи. Како е твојата анализа во сето ова што нам денеска не се случува и дали имаме начин да излеземе од овој ќорсок? Во секој случај има, ако имаме умна власт која што ја почитува волјата на македонците пороти државјанство и решение има за сите проблеми. Меѓутоа, ова марионетска влада не размислува за инвестиции, туку за помош од Европската унија, за да може една избрана во наводници елита да густира, да царува со тие пари, а од друга страна народот ја напушта татковината, државата. Земете го, и затоа мислам дека е сосема, дека е лага кога ќе излезе премиерот и ќе каже членството во Европската унија ќе го стопира емиграцијата од Македонија. Таа констатација воопшто не е точна. Ние го имаме за пример, имаме соседна Бугарија од 2007 година од кога стана членка во Европската унија. Колку се исели? Од 9 милиона, пола од државата се иселија. Остана болните, немокните, сиромашните и возрастните. Држава со мама и баба на 90 години не се гради. Значи, истата судбина се доживува и во Македонија. Зошто? Затоа што евидентно е дека за 10 години ќе немаме администрација за просто администрирање на територијата во локалната власт и во државната власт, во државната администрација, во локалната и државната администрација. Доаѓаат деца кои проаѓаат времено, не знаат ниту да пишуваат, ниту следат закони за да правилно ги услужат граѓаните, заминуваат во странство, администрацијата се празни и сметам дека услугите се ќе бидат по неквалитетни, со доцнење
затоа што ќе нема луѓе кои во локалната и во државната администрација ќе работат. Дадов една илустрација, еден пример, а тоа се случува апропо и на информација што ја читав од нашиот драг пријател Ристо Николски, кој вели во Европска унија ќе влеземе кога ќе председава Турција. И мајчи факт, предпоставам се согласи со мене. Турција веќе 40 години преговарат и нема шанса дали воопшто да влезе. Дали таа хипокризија или таа перверзија, да наречем, на Европската унија, која дефинитивно продава магла, во секој случај се е магла, дека 2030 година Македонија ќе биде членка заедно со останатите, дека ние сме лидершип во регионот, во делот на европските промени, организации, сето она. Албанија се напомена, пазите, ако Албанија замине пред нас, тоа ќе биде хаос. А со тоа абсолвирав, сакам да кажем дека господинот Николски вели да, ќе влеземе кога Турција ќе биде председавач. Дали тоа Европската унија сака да прими муслимански свет народ во Европската унија? Формално не, меѓутоа де факто бегалските кризи го селат светот од јужната во северната хемисфера, пред се во западна Европа, и тоа ќе ги демонтира тие држави, затоа што ја менува културната матрица кај овие земји, не можат да се одбранат, домородните народи стареат, изумираат, наталитетот е од доселениците, меѓутоа германската канцеларка Меркел поранешна изјави дека невозможно е да се спроведе концептот на мултикултурализам во една Германија, а камоли во посиромашни земји кои што немаат капацитет да спроведуваат било какви реформи. На крајот на краиштата нам реформите не ни се потребни за членство во Европската унија. За самите нас. Туку за самите граѓани, за луѓето кои живеат во државата Македонија. И затоа неприфатливо е за мене странско мешетарење на наводно експерти кои доаѓаат да го реформираат нашиот систем или овој последниот дебакл што го доживеавме. Врховните суди ја повика американската амбасадорка за да ги заштити од притисоците од власта заради некои одлуки кои треба судот да ги донесе. Ја колку што разбрав, дали е спекулација, на таа средба, велом се спекулира, упаднал Ковачевски. Како бил информиран, не знам, на самата средба со Агелери и судиите. Не знам дали бил присутен, дали упаднал, меѓутоа ако влегол требал да биде културно избркан. Затоа што неговото место не е таму. Не неговото место, не е ниту местото на американската амбасадорка во Врховниот суд. Тоа е грубо мешање во внатрешните работи на Македонија. Меѓутоа Америка даде доста пари во реформирање и создавање на професионални услови и кадри во правосудниот систем Македонија. Да бидеме начисто, се согласите со мене. Секоја поддршка со добра намера, не од лукративни, туку од добри намери, тука евидентно се добри намери, за се измени малце правосудниот систем Македонија, треба се поздрави. Но не велам дека се согласувам дали треба оно да одлучува. Тоа види, ако колаборирате со власт која изборите ги добива со фалсификат, кој резултат може да го очекувате? А во Македонија, за жал, изминатите 30 години ги добивме изборите. Изминатите 30 години покажа дека народот не гласа за поголемото две добра, туку за помалото две зла. И владите практично не се разликуваат во своите програмски ветувања. Резултатите тоа го покажуваат. Ајде, ќе кажеме, пристрасност кон ВМРО ДПМН, меѓутоа, што продаде и предаде СДСМ, ВМРО во овие 30 години врати. Не е пристрасност, Петров, не е од националните, да кажеме, елементи. Име, јазик, култура, историја, знаме,
Ние сето тоа го губиме на преговарачка маса. Преспански договор, бугарски договор, пржински договор, Охридски договор. Мислам, станавме пример како светот, односно светот, западноевропската структура на држави моделира држава. И затоа не случајно беше изјавата на председателката на Европската комисија сега при последната посета пред некој ден во Македонија, Урсула фон дер Лајен, ве очекуваме со вашиот уникатен идентитет. Уникатниот идентитет на нивната геноцидна инсталација Северна не е македонскиот идентитет, е негација на македонскиот идентитет. Ново компониран. Затоа за нив е тоа уникатен. Уникатен затоа што ни они не може да поверуваат како власта сервилно продаде се во оваа држава. И натаму се горде. И понатаму го лажат народот дека практично се зацементирано, се заштитено. Па ако е заштитено, зашто ги промени имињата на сите национални установи и предпријатија, институции. Нам со уставот власта ни ја забрани употребата на придавката од именката Македонија. И затоа кога велат се бориме против корупцијата и непотизмот, лажат. Зашто? Затоа што синоним за корупција и непотизам е зборот Северна. Се додека оваа држава го носи епитетот Северна, се дотогаш овде ќе владе корупцијата и непотизмот. Тоа е најголем криминал во историја, во светската историја на народите и државите. Да смените идентитет на еден мнозински народ. Ние кога бевме пратеници во првиот парламентарен состав, донесовме една резолуција после резолуцијата на Европската заедница во Единбург, дека ќе ја призна државата без името Македонија, без зборот Македонија. Ги ја отфрливме таа европска резолуција. Да. Го пренесовме членството наместо од разговори со Европската Унија, заедница тогаш, во членство на Организацијата на Обединетите нации и многу прецизно во резолуцијата што ја донесе собранието за отфрлање на Европската резолуција, декларација од Единбург за признавање на државата без името Македонија, многу прецизно кажавме дека името на македонскиот народ е нераскинливо врзано со името на државата Македонија. Со негова негација се негира македонскиот народ и националностите кои живеат со него во државата Македонија и бараме Македонија да продолжи со членство во Обединетите нации и меѓународните органи и организации и заедници под незиното единствено државно име Македонија. Да, морам тука само да дополнам. Во мојата прва емисија тука на оваа телевизија Вистел, настапив со фактот дека Македонија е главниот стожер и столб за фундамент, како фундамент за потврдување на светската организација преку представникот господинот Чучков, како пратеник на тогашниот претседател Јосип Брз Тито, на денот на верификација на документот на повелбата на Обединетите нации, каде што тој ставил парав. Значи Македонија немаше потреба да се прекрсти во некој страмен акроним, мислам да речам ФИРОМ или така. Значи Југославија не беше унитарна држава, Југославија беше федерална држава. Државјаните на Југославија поранешна имаа југословенско, меѓутоа според законот за државјанство сите републики како држави има и републичко државјанство. И практично Југославија како основач на Организацијата на Обединетите нации преку правното наследство ја потврди историската вистина дека Македонија беше една од основачите на Организацијата на Обединетите нации. Но како и да е, сакам уште една паралела да направиме. Денешниот долг на Македонија е
Не апроксимација толку, околу 8 милиарди и 350 милиони долари, да речеме. Со доаѓањето на ова власт, значи до доаѓањето на ова октруирана хибридна власт, тако е квалификатот. Не ние и ти не го измислуваме, тоа е оценето во сите пулови. А Македонија должеше околу 4 милиарди и 560 милиони долари или евра. Значи, од таа временска дистанца, од 17-та до денеска, колку е тоа? 6 години, така му дојде 7 година, ние сме дупло задолжени отколку од 8 септември 1991 до 2017. Како го коментираш овој чин и како меѓународниот фактор гледа во однос на оваа ситуација? Без око да им трепне, само че спомнима корупција, без да покрене никаква иницијатива. Еве извештајот ќе дојде за 5-6 дена, 7 дена. Европската унија Не се си зела за право да формулира извештај за состојбите во државата Македонија. Со нејзини експерти ги прават сите анализи. Меѓутоа, факт е дека презадолженоста на државата се покрива со помошта од разните фондови, фондови и кредити на Европската унија и меѓународните финансиски организации. Те не ги дават без пари? Во секој случај не ги дават без пари. И војната во Украина има друга страна од паричката. Американци ја откупија сета земја во државата 150 милиарди евра добила Украина за... Парите што би биле дадени за развој на земјоделието ќе одат на сметка Косово, како во каса беше на златото, на странскиот собственик на земјата. Заврши војната во Косово после бомбардирањето од НАТО на Србија. Видовме кои стана собственици на... Компанијата Bridgestone на Ведел Олбрайт, колку само извезла... Па, еве, видовме сега што се случува со Бехтел и Енке, милиарда и 300 милиони. Видовме што се случува сега со хидроелектраната Чебрен. Значи се распродаваат... Мепсо, предходно го распродававме ЕСМ, па Телеком. Значи, таму кај што се создава профит, ние тие дејности, гранки, индустријски, ги продадовме. Еве, мала дигресија. Режеме, молам, дајте ми го телопот. Doing Business, 2018-15 година, Македонија се најде на 12-то место. Значи, Doing Business, знаете, почитувам, да, тоа е држава која дава и создава услови за правење бизниси, да речем. Зато се вели. Ова е 12-то место. Видите само кои држави се пред нас. Тајван, Финска, Норвешка, Шведска, Америка, Британија, Хонг-Конг, Данска, Нов Зеланд и Сингапур. Кај сме сега тодорени? Од таа дистанца, да речеме 2015-2023. Македонија мора да се отвори кон светскиот пазар. Македонија има идеална геополитичка позиција на овој дел од Европа. Уште обединителот на германските грофови Бисмарк рекол тој што е поседо Вардарската долина, тој е господар на Балканот. Така. Господ се ни дал и земја и вода. Ретко каде во Европа пијат вода од водовод. Сите пијат од флаширана вода. Македонија беше втора по квалитет после Виенската. Има едно од најчистите води во Европа. Ние иницииравме еден амандман. Десетина држави во светот го имат, Словенија го имаше. Она со уставен амандман забрани странец да купува и да продава извори на вода и да стопанисува со водите. Не само тоа, задржи ја мислата. Словенија е држава која не го продала својот телеком, која не го продала својот електростопанство и златни кокош, ке беше ситуација че завршам, Британија го продаде електростопанството на чесите. И дојде ситуација во држнеде во минута до 12 или 12 минута, веднаш по најдите начин да си го вратите. Направија некакви уидурми, си го вратија.
Ние останавме и натаму. И затоа македонските води и хидроелектрани треба да бидат македонски и договорот кој треба да се склучи владата да оцени дека е штетен по националните и државните интереси. Дали тоа ново введе предавство? Па доведувајќи државата во зависност од странски држави, не е ништо друго, туку национално предавство или веле предавство. Човекот одговорен во некоја телата за регулација на електростопанството вели, пазите, ние ќе добиме по 100 милиона евра годишно, додека инвеститорот ние без денар тоа ќе направиме, а цената би чинела околу 500 милиони евра ако ние се задолжиме подобро за тоа, а не да се задолжиме да глумиме дека сме социјална држава по устав и дефиниција, да дадеме пензии на 26. Па проверете основачката структура на компаниите кои што купуваат и продават струја од обновливи и од необновливи извори, кои што имаат погони за марихуана. И ќе видите кој владее со државата Македонија. И да не забораваме дека ние имавме една катастрофална приватизација на општествената собственост. Кој никој не сака да не сме да ревизија да направи. Па сите ветуваа ревизија, но никој не изврши. И апсурдот да биде поголем. Зошто Македонија 30 години е во една агонија на транзиција? Затоа што најголемите комунисти станаа најголеми капиталисти. Со исти луѓе не може да очекувате реформи на системот. Тоа е една страна на прашањето за реформа на системот, а од друга страна, основата на политичкиот систем се политичките партии. Невозможна е реформа на политичкиот систем ако нема реформа на политичките партии. За жал, ние имаме закон за регистрација, меѓутоа немаме закон за работа. Тоа исто како да донесете закон за трговски друштва во кој само ќе утврдите одредби за регистрација, а нема да ги регулирате односите во внатрешното работење на трговските друштва. Заштита на малцинскиот, на мнозинскиот капитал и така натаму. Влог. Истото се однесува и кај политичките партии. Ние немаме закон за работа на политичките партии, затоа партиите работат на тоталитарна основа. Имаме наместо партија друштва со ограничена одговорност од едно лице, наместо да се избира органите, председателот ги избира сите органи во партијата. Под негова диригентска палка. И затоа имаме авторитарно однесување. Кога таа политичка партија со такво авторитарно однесување ќе освои власта, од чистачката до министерот, се ќе се избира и именува според волјата на лидерот. Редно е да се стави крај на султан партија и султан. За жал, така функционира. Меѓутоа, ваквите дебати, ваквите емисии, јас сигурен сум дека им ги отварат очите уште повеќе и ушите на народот, бидејќи народот не сме да си дозволи да биде власт само 20 секунди, а тоа е дека влезе у параваното и го стави кручето. Народот, Тодоре, сакам да те прашам. Последните парламентарни избори покажа дека излезеноста не е повеќе, е меѓу 40 и 50%. Излезеноста, останатите не ни излегуваат. Некои велат не се тука, се во странство, ама за секоја последица потребна некоја причина. Значи, неправдата во државата создала мотивација луѓето својата екзистенција да ја побарат надвор од Македонија. Тодоре, каде и да одат, тие повторно се државјани на Македонија. Да. Но и според државјанството го имаат правото и на глас. Ти си председател на Светскиот македонски конгрес, затоа и те покани вечера, бидејќи беше представник на обединета македонска диаспора. Тоа беше едно прекрасно младо момче, Гордан Јорданов. И ја пати порака да се консолидирате како две невладини организации и да што повеќе не работите. Гласот на народот безрезервно ви дава поддршка, тоа ќе сами се увери дека сите овие години дадовме максимална поддршка диаспората да се врати во Македонија. Имаме можност да ја вратиме да ги вратиме македонците и да инвестираат. И само уште ова. Денеска слушав некоја изјава, вика да, ние сакаме патерици, значи свесно се правиме дека сме сакати, дека сме
да речем, невозможно, неспособни да функционираме и бараме се поддршка. Дали се тоа фондови од Европската Унија, дали ништо не правиме свое. Значи, странски инвестиција е туѓо, а која веќе го имаме нашето. А тоа се нашите македонци, и кои спород, и државјанство, без разлика, кои може да дојдат тука и да инвестира. Па ние нема да измислиме топла вода, ако кажеме дека доволно да го препишеме законот и во Соединетите Американски држави и од Руската Федерација, кои што странските невладини организации ги третираат како странски агентури. И забрането е финансирањето за остварување политички цели во домицилната држава. Ние бевме сведоци дека Сорос фондацијата ја финансираше шарената револуција. Со тенденција да се... Ја турна владата, дојде на власт марионетска, со единствена задача. Тоа ни шарлатанот Заев не го криеше, тој отворено кажа. Во СМС пораките до тогаш Арвен Джафери, Мендух Тачи, да. Ние сме одбраните, избраните, треба да ги оствариме интересите на другите и тугите. И таа номенклатура дојде на власт. Инаку, за волја на вистината, јас често пати тоа го повторувам, Македонија не пати од дефицит на демократија, туку од суфицит на врховизам. А врховизмот не е етничко, туку геополитичко прашање. Врховизмот е сервилносно определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат мандат за власт во државата Македонија бара од некоја друга и туѓа метропола. Во 20. век тоа биле Белград, Софија, Атина. Во 21. век тоа се Брисел, Страсбург и Вашингтон. Имено за да биде поразбирливо. На 23. октомври 1890 година во Солун видни македонци формираат Македонска револуционерна организација. Нивна парола била Македонија на македонците. Тие биле за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја. Избрален Централен комитет, донеле своја програма. Меѓутоа, заради неизживеаната романса на Софија за Сан-Стефанска Бугарија од 3 март 1878 година, 2 години подоцна, 1895 година, под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд, во Софија се формира Врховен комитет на Македонската револуционерна организација. Тие биле за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија со македонците како бугари. И започнува повеќе децениска братоубиствена војна меѓу приврзаниците на Врховниот комитет во Софија и приврзаниците на Централниот комитет во Солун, помеѓу централистите и врховистите. Тоа е таа да кажеме војна помеѓу централистите и врховистите. После дисолуцијата на поранешна СФРЈ повторно реинкарнира врховизмот, неоврховизмот во Македонија. Македонија не се оттргна од прегратките на Србија за да седне во скутот на Бугарија, туку да биде самостојна суверена и самостојна држава. Меѓутоа, ние во овие 30 години бевме сведоци на еден таков перманентен врховизам. Јас не велам дека е неприфатливо, болно и страшно некој да биде србофил, бугарофил, гракофил. Тоа е израз на пријателство кон некого. Меѓутоа, во Македонија станува збор за историски врховизми, софиски врховизам, белградски врховизам, атински врховизам. Таа номенклатура барала власт во Македонија во услови кога народот не им верувал и затоа барале туѓа и друг ментор за да може да ги донесе на власт. И тоа се случува и во Македонија. СДС на почетокот од осамостојувањето на Македонија ги обвинуваше на ВМРО ДПМН дека се бугарофили. ВМРО ДПМН ги обвинуваше на СДС дека се србомани. Тито Петковски им подметнуваше бугарски летоци за да покаже колку ВМРО биле бугарска партија во Македонија. Денес Тито Петковски вели да треба бугарите да ги инкорпорираме во уставот на државата Македонија.
кога ќе го прашате Лјупче Георгиевски зошто ги нарекувате србомани и СДС, па затоа што тие нам не нарекуваат богарофили. Зошто го сменивте 16-зрачното златно жалто сонце од символ на партијата? Тоа била грчко подметнување. Врховизмот, за жал, не постои само во државната власт, туку и во црковниот клир на Македонската православна црква. Тие превривања, наместо да не просветлуваат во името на Господ Бог и крстот, верата, тие ни држат предавање дали сме биле грци, бугари и срби, дали Македонија треба да го користи ова име, зошто не северна и дали воопшто Македонија нам не припаѓа, бидејќи поголемиот процент од таа територија се наоѓа во друга држава. Некои примолчуваат и велат со писмото на Вартоломеј, каде што јасно стои дека не смеете да употребите ништо македонско, вашата црква е Охрид, ништо повеќе. И некои од представниците, поедечи самиот го наметна зборот за клирот, го прифати тоа и ја таа вода. Но, еве, влеговме во финале. Друго службено име на Македонската православна црква е Охридска архиепископија. Меѓутоа, грко-православната патриаршија во Истанбул не признава ниту како Охридска архиепископија. Затоа што велат Охридската архиепископија своевремено во својата диецеза имала епархии надвор од границите на државата Македонија денес. И поради тоа, они не признаваат, меѓутоа би прифатиле признавање за цел свет името на оваа црква да биде архиепископија на Охрид, не Охридска архиепископија. Има клирици кај нас кои го разбираат грчкиот јазик, во разговорите со грчките архиереи знаат дека тие ни се обраќаат како архиепископија на Охрид, но го лажат народот и верниците дека ни се обраќаат како Охридска архиепископија. Меѓутоа големе Господ гледа ќе им суди. Нема да им судиме ние, бидејќи има кој главниот книговодител тоа ќе го стори. Ние оваа емисија ја реализираме токму на еден голем христијански празник, значи посветен на апостол Лука, и сакаме да завршиме во тој тон, со оглед дека сепак во неговите дела се спомнува тоа што зборот Македонија 36 пати, кој нема право никој да го ретушира. Тодоре, ти благодарам многу што беше мој соговорник во овие. Благодарам и јас на поканата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.